Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во вечерашното издание Гласот на народот, кој сигурен сум, како и секоја емисија, но сепак оваа тројка ќе го задржите повеќе вашето внимание, имајќи факт дека во политиката нема вечни сојузници, има само вечни интереси, вели Винстон Черчил. Ова што денес се случува меѓу Иран и Израел не е класичен судир на две држави. Ова е повеќеслојна геополитичка конфронтација каде што војните се водат истовремено на терен, во разузнавачки структури, во политичките центри на моќ и во самите држави. Информациите за внатрешни пробивања во Иран, за давање координати и цели отварат нова и опасна димензија. Ова не е само надворешна агресија, ова е внатрешна ерозија на државата. Тоа е само воведот за да ги представам моите соговорници и ќе започнам со мојата увертира, да речем, мојот вовед, а тоа е на срце ми лежи, на душа ми тежи. Вечерва е со вас е господинот Сем Вакнин. Добро вечер и добро дојде. Исто и Жан Станоевски, двајцата геополитички аналитичари кои сигурен сум ќе го задржат вашето внимание. Почитувани, да ве поздравам од мојата екипа, тоа се Кристина Томич, мојот главен продуцент и дизајнер на програмата, Ивана Алексовска, главен инженер во режијата и Владимир, нашиот програмски уредник. Имајќи факт дека по завршетокот на емисијата почнува пролета. Но каква пролет? Арапска пролет, американска пролет, македонска пролет. Во секој случај да овој трилингот там ви зависе ова што ни се случува и нам во државата, бидејќи во начинот на однесувањето на политикантите, јас реков дека Галилео рекол сепак се движи. Дај Боже да се движи, избирајќи го новиот обвинител, кој дефинитивно очекувам, верувам, и тоа е последната шанса за Македонија дека нешто ќе се случи. Само еден джингл и почнувам со емисијата. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Збориме, да, интересно. Емисијата е премиерно издание, меѓутоа е интерактивно меѓу нас тука и велиме дека имаме голем број на гледачи на YouTube каналот, како на господинот Вакнин, така и нашиот. Ние не сме, рековме, тие кои плачаме да не бречаниц па да добиеме во гледаност. Ово кажам, бидејќи не следи преку Телеком Србија и МТел цел свет. Можам и добро утро да му кажам, или добар ден во Австралија, и во Америка, и добра вечер во Европа. Тоа што на срце ми лежи, на душа ми тежи во интерес на времето, јас не можам да го одбегнам тоа што сакам да го спомнам, почитувани, е тоа што во мојата генерална најава спомнав дека сепак се изгласа нов државен јавен обвинител, кој вети дека нема случаите да бидат во фиока. Од друга ситуација имаме и натамена парадоксална слика во која навистина криминогените структури натаму мува не ги лази и покрај тоа што треба да се плашат пред се од Бога, со еден збор од Бога, но тие не се плашат ни од Бога, бидејќи му слугуваат на мамотот.
спротивен. Мамонот знае кој е. Знаете кој е тој нечистивиот, рогатиот. И тоа тие немаат уопшто чувство на човечност, на национална трезвеност, на национален трезор. Од друга страна, почитувани македонската политичка гарнитура која е на власт, и таа се труди да направи нешто. Јас само поддршка давам, бидејќи нема клиентелистички однос на додворување на тие кои дават на директиви како да се уништена држава, па да се разговара за дел на идентитетските прашања и се тоа. Но веламе дека обвинителот е тој кој треба да биде будно толку и дека нема да попушти никому, ниту црвен, зелен и бел телефон, како да е, треба сите да бидат на тапет, односно пред лицето на правдата. Нема да потргнам, бидејќи ја немам каде да се представам. Моите почитувани колеги новинари нема таа чест да ме поканат и затоа ќе се зборам мојата телевизија, на мој терен. Да, очекувам, господине обвинител, да го решите прашањето со мојот син, кој е чисто криминогено и кривично дело, и сепак преку случајот на мојот син поврзува стотина, илјадници луѓе. И жалост на тие деца од Кочани, кои не се ни најмалку виновни, а треба да одговараат тие кои го сторија тоа злодело. Еве, нека биде најкратко мојот на срце ми лежи, на душа ми тежи, уште еден джингл и официјали тргнуваме со емисијата, која ќе биде преведувана консекутивно од мојот колега и вашиот аналитичар Жан Станоевски, а господин Севакнит ќе говори на англиски јазик. Одиме со джинглот. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Тоа што знам, по најавата веќе гледате видовте на социјалните мрежи, еве се 21 часот и некоја минута и колку и 20, ние знам дека не гледате бајаги, многу, и сакате да слушнат што ќе кажат моите двајца соговорници. Реков на работ на нуклеарната криза, Иран, Израел и предавството на сојузниците. Зошто? Видовме европските сојузници на Трамп беа на баци рака, баци кондура. Овој пат вчера слушам Макрон вика no way, не знам француски да го кажам, британецот нема шанса, германецот не сака да слуша. Сем знае зашто сакам да кажам, дека му е свртеа веднаш грбот, дека не сакат да му дадат поддршка на Доналд Трамп околу акцијата за и околу теснецот, кој е од витално значење. Повели. Well, Donald Trump did not consult with him. Donald Trump не се консултираше со нив. He did not approach him. He did not organize a coalition. Не ги ни признава како коалиција. George Bush, at the time, organized a coalition to go to Iraq. George Bush во тоа време организираше коалиција за да го нападне Ирак. This attack on Iran was concluded between Israel and United States exclusively. Овој напад на Иран е склучен и подготвен само во соработка на САД и Израел. United States doesn't need these countries. На САД овие земји не се потребни? They don't need them. He is testing them. Тој тестира. He's testing. And he said, и кажа, if they don't come to help us in the Strait of Hormuz, ако не дојдат да ни помогнат во теснецот, Хормузскиот теснец, this is very bad news for NATO. Тоа ќе биде многу лошо за НАТО. He generally, Donald Trump's philosophy is that Europe is abusing and exploiting the United States. Филозофијата на Трамп е таа дека Европа го експлоатира и го злоупотребува Соединетите држави. Europe is using the defense spending of the United States as its own defense spending. Европа ги користи средствата за одбрана од Соединетите држави како да се своји, нејзини. And Donald Trump is saying, listen, и Доналд Трамп вели, the oil that passes through the Strait of Hormuz, нафтата што ќе минува низ Ормузскиот теснец, most of it is for Asia. Најголем дел за Азија. The rest is for Europe. Остатокот за Европа. Nothing for us. Ништо тука за нас нема. He says the United States is not damaged. Соединетите држави тука не се оштетени. If the strait is closed. Ако се затвори теснецот. Those who are damaged
Тие што се оштетени, let them open it. нека го отворат. So it's a test, and Значи тоа е вид тест also test of how willing Europe is за тоа колку е вољна Европа to invest in its own defense. да инвестира во својата собствена одбрана. Now, in the past 10 years, Во последните 10 години, owing mainly because of pressure from Donald Trump, токму поради притисокот од Трамп, the average spending on defense in Europe просечната трошок за одбрана во Европа doubled се дуплираше, се удвои. from 1.5% Од 1,5% almost now to 3% in most countries, скоро до 3% во најголем дел од државите, except Spain. освен Шпанија. And they are going more, to 5%. Тоа оди на кај 5%. But in spending money Но трошењето пари is not the same не е исто as defense. што е и одбраната. Europeans say we are spending more money, we are buying more tanks, we are buying more missiles. Европјаните велат ние трошиме пари, купуваме тенкови, купуваме ракетни фрлачи, But но we are willing to spend money, but we don't want to fight. ние сме спремни да трошиме пари, но не сакаме да се бориме. Let the Ukrainians fight for us. Нека се борат за нас украинците, Let the Israelis fight for us. нека Израел се бори за Let нас, the Americans fight for us. американците нека се борат за нас. We are busy, we are drinking cappuccino. Ние ќе си пиеме капучино, ние сме Don't bother us. зафатени. You want money? Okay, we'll give you money. But don't, Ако сакаш пари, ќе ти дадеме more than пари. that, no. Повеќе од тоа не. And that is not acceptable. Тоа не е It's прифатливо. not equal partnership. Тоа не е еднакво партнерство. And at some point, Donald Trump is right that NATO is asymmetrical, И is во lopsided. одреден елемент Доналд Трамп е во право кога вели дека НАТО е асиметрично поставено. However, to conclude my response, Но да дадам одговор на прашањето, Trump was not okay. Трамп не е во ред што го прави. That did not consult his allies in Не the ги coalition консултираше своите сојузници, коалицијата, and prepare them not only for what is happening, И- but organize the armies не ги to ни be ready. подготви да ги организираат своите армии и воените структури и така натаму. So both sides are guilty. Значи вината е во двете страни. Еве јас Ај повели, да, секако. Да, во врска со тоа, особено од аспект на вазалната политика на европските држави, тоа се покажа уште еднаш вчера или завчера, славната представничка за надворешна политика и безбедност на Европската унија, онаа смешна фигура од Естонија, ја знаете, таа Калас, како ја вика. Кајла Калас. Иако Трамп ги отвори санкциите за Русија да може да испорачува нафта и газ на Европа ја затвара вратата и не сака да набавува газ и нафта од Русија, иако е дадена дозвола сега, иако се во криза поради затворениот Корморски теснец, затоа што, како што кажа ти многу добро, дел од таа нафта и газ доаѓаат и поминуваат низ тој теснец, особено Бахрейн, она ситуација што се случи вчера или завчера со бомбардирањето на постројките за газ, значи во Катар беше тоа така. Да. Катарски газ користат европските држави. Тоа е оној истиот газ кој што американците им го продаваат за 2 или 3 пати повеќе, а се откажа од рускиот газ и од руската нафта заради тоа што не сакаат да финансираат воената машинерија на Путин, а си пукаат уште еднаш во глава. Значи не во нога, значи Европа неколку пати се пука во глава, не знам уште како функционира тој систем, тој поредок воопшто, наместо сега да се отворат, затоа што сега ударот врз економиите ќе биде страшен. Трошокот нафта и газ, компонентата таа игра во секој производ. Се што ќе купите, во него има трошок за нафта или за газ. Especially food, А ако оди, да, особено храната, хемиски производи и fertilizers. фармацутски производи, огромен дел од она што го конзумираме секојдневно е поради тоа што се користи од, или се произведува од нафта и за жал целата приказна оди во правец на уште поголема криза. Наместо сега да се свртат кон Русија, сега е шансата да се набави газ, да се отвори. Унгарија попусто урла и вика Орбан го чекаат избори нели за 1-2 недели таму кога ќе бидат. И оној другиот од Словачка Фицо, тоа се единствените разумни политичари за мене во Европската унија, да му се отвори дружба, затоа што му е затворија дружба, не може да добиваат нафта и газ од Русија, мора да ја купуваат по 4 или 5 пати од Америка преку Катар, а вие трљаат раци Америте и така натаму, и замислете ситуацијата на конкурентноста на економиите сега паѓа, значи Германија веќе не е конкурентна со своите производствени капацитети да се носи со Кина, со САД и со другите големи играчи во светот, и тоа оди во правец на уште поголем пропаст на Европската
унија, мора да се најде некој начин да се сменат ова раководство е самоубиствено. Тоа ми It's even more funny in a way. И уште посмешно вели Сем, United States just announced САД само што најави that Iran can sell oil. дека Иран може да продава нафта. They're lifting the sanctions on Iranian oil. Ги подигнуваат и тргаат санкциите за иранската нафта. Iran immediately put on ships 140 million barrels. 140 милиони барели ги стави веднаш во танкери Иран. Милиони барели, 140 милиони барели. Sanctions are off. Ги тргнаа санкциите. Price doubled. Цената price went up 50%. Околу 50% над до тогашната цена. So now Iran и сега Иран is going to make a huge profit from the war. И ќе прави голем профит од војната. Because the sanctions are off. The price is high. Санкциите се тргнати. Iran should be very happy, if you ask me. И Иран од тој аспект би требало да биде многу среќен. Very happy. If I may. Last time that we were here, I got something wrong and I got something right. Последниот пат кога говорев, тука нешто кажа погрешно, нешто точно. I predicted there will not be a war. Предвидев дека нема да има војна. I was wrong. Сгрешив. On the other hand, I predicted that if there is a war, од друга страна, предвидете, ако има војна, after a few weeks there will be conflict between the United States and Israel. Помеѓу неколку недели, за неколку недели ќе има конфликт помеѓу САД и Израел. Because the goals of the war затоа што целите на of војната the United States се на САД are not the same like Israel. Не се истите со оние цели кои што Израел ги. They have totally different agendas. Сосема различна агенда има. And we saw this now when Israel attacked the gas field, Paus, the South Paus gas field. Тоа го гледаме сега, гасното поле, Јужен Паус, кој што го нападна сега Израел. Trump was not happy. Трамп не беше He said we were not consulted. He said it will never happen again. He said he was very angry. Не беше консултиран, беше многу љут. And so now we are entering the phase in the war. Сега влегуваме во фаза на војната. Where in this part I was right. The interests diverge. Интересите почнуваат да се разгрануваат. And I want in a minute or two и неколку минути to mention this divergence and then we can maybe talk оваа about it. дивергентност ја нагласам уште повеќе и после ќе може да коментираме. The philosophy of Israel is simple. Едноставна е филозофијата на Израел. We decapitate the regime. Обезглавуваме режимите. Decapitate. Обезглавуваме. Anyone who has any title, any official position, официјално место или титула, го убиваме. And they're doing this. И тоа и го прават. Колку минаме 40-50 ирански лица, раководни лица од разни области. If they were walking, they died. Кој да оди го убиваат. So there's a problem with this strategy. Но проблемот со оваа стратегија е First of all, history shows историјата покажува that decapitation дека обезглавувањето never leads to victory in war. Никогаш во војните не довело During the Second World War, за време на Втората војна, President Roosevelt in the United States died. Рузвелт, нели на председателот на САД умре, тој во април 45 година. Nothing happened. Ништо не се случи. When you kill the leaders, you don't win the war. Кога ги убиваш лидерите, не ги добиваш војните. The second problem with this strategy. Вториот проблем со оваа стратегија. When you kill everyone, when you kill everyone, ако сите ги убиеш, you are also killing the ones you can negotiate with. Ги убиваш и оние со кои што треба да преговараш. You are killing the hardliners. Ги убиваш оние што се радикални, десни. But also you are killing the moderates. Но и оние што се умерени ги убиваш. You are killing those who don't want to talk to you. Оние ги убиваш кои што не сакаат да разговарат со тебе. But you are also killing those who are willing to talk to you. Но исто така и оние ги убиваш кои што сакаат да разговарат со тебе. Kill everyone. Сите да ги убиеме. Тоа е стратегијата на Израел. This created in Iran a situation тоа доведе во ситуација where there is no one to talk to. Каде што се нема со кој да се разговара. The last one последниот they could talk to was Larijani. Беше Лариджани. And they killed him and now there is no one to talk to. Него го убија исто така и сега нема со кој да се разговара. I will tell you something. Khamenei predicted that he may die. Предвиди дека младиот или стариот? The old. Стариот, да. Ali Khamenei. Ali Khamenei, што беше пред што го убија. Првиот, вториот ден што го убија израелците. Yes, it was first day. He predicted that. Тој предвиде. So he made a will. И напиша тестамент. This was discovered yesterday. He made a will. Вчера откриено. And in the will he said, и во тестаментот напиша, these three people овие тројца could succeed me. Може да ме наследат. All three
Сите тројца were moderates. се умерени. His son was not on the list. Синот негов не беше на списокот. So what happened? И што се случи? They're all dead. Сите се мртви. Israel killed all of them. Израел ги уби сите. So who is left? И кој остана? His son. Неговиот син, His son is 10 times more crazy than the father. 10 пати полути од татка си. His son is absolute hostage of the Iranian guard. Синот е практично еден вид Заложник. заложник на иранската гарда. And his son is much more radical than the father. Многу порадикален од татка си е тој. Israel killed all Сите ги the уби other Израел. options, you know. Сите други опции. So Ај да прашам, да искоментирам. Извини што те прекинав. Ја. Како е можно толку да потврди разузнавачката служба на Иран? Зар не гледаат, зар не можеа да ги скријат? Па уште првиот час кога првиот проектил го пуштија овие, требаше да ги скријат, требаше да ги евакуираат, требаше да најдат. Сигурен сум дека има илјадници километри тунели, канали, места кај што може да ги скријат. Како успеа иранската разузнавачка служба, Мосадците се најверојатно силни во светот, веројатно имаат и своји душници таму внатре во Иран и во Техеран и така натаму, за да сигнализираат каде се движат овие. Како е можно 40-50 раководни лица, структура цела, значи воена, политичка, научна, атомска и така натаму, професори убива, неверојатно. Неверојатно како Еден остана, Larijani said Лариджани кажа to hide да се скрие, in my own country во мојата собствена is not земја. dignified, is not alive. Нема достоинство, не сакам да го So he правам. was openly walking in the streets. Отворено се оди по He улиците. went to visit his son and daughter. Оти да се ги посети сина своји ќерка си, A neighbor in the building called the Mossad. а комшија во таа зграда му се јави на Not Мосад. some Не high level, some neighbor. Душникот, издајникот. Probably Larijani killed his son, the neighbor's son, or killed the neighbor's daughter. Веројатно Лариджани му го убил синот или ќерката на тој There човек. is a lot of anger and hatred in Iran against these people. Има огромна доза на омраза во Иран против тие луѓе, против don't need to раководните be- структури говориме, против ајатолахот, The мулите, како што ayatollahs. ги викаат. You don't need to be Mossad to find these people because Дури- everyone around them. Не треба да си Мосад Want да them ги dead. најдеш. Сите околу нив сакаат да бидат мртви, особено по катастрофата во декември, ноември кога Yes, беа December, побуната January, кога yeah. изгинаа околу 30.000 нели протестанти. so Значи if you опозиција kill- има силна Yeah. и таа опозиција помага да се пак сруши режимот, меѓутоа пак тоа до каде води? До целосно. But Khamenei did hide in a bunker. It didn't help him. Но Хаменеи се криеше во бункер. It didn't help him. Но не му помогна. Israel infiltrated very deeply. Многу длабоко силно се на инфилтрира. Архамнеј е во Русија, колку е точно. They say he's having operation because he lost his leg. And Така велат, нешто имало операција или така нешто. Од ударот, здравствено. дали во време на anyhow, we were talking about Israeli goals. So Da, this is the Israeli goal. The Israeli idea is Da. that they will decapitate the elite. Ќе обезглави елитата, Then there will be revolution from the people. потоа ќе има револуција од The people will rise up. Ќе се They will change дигнат, the regime. ќе се дигнат и ќе го срушат режимот. It's completely Ама тоа delusional. There's no precedent in Israel. делузија, тоа нема шанси да помине. America, on the other hand, has different agenda. САД има друга агенда тука. America wants to take control of the enriched uranium. САД сака да има контрола врз обогатениот ураниум. America wants to control Iranian oil. Америка сака да го контролира иранската структура за нафта. America doesn't care much about the Strait of Hormuz, Не се грижи многу за тесницот although the Хормуз. price of oil is rising. And Расте цената на нафта, па и тие damage- произведуваат нафта нели во огромни количини, така да изнимим yeah, тоа. the damage to America is very limited. Добро, тоа е. But they want ограничено. control of uranium, they want control of the oil, Значи сакаат контрола на ураниумот и на and нафтата. they don't really care who they are doing business with. И не се грижат дури со кој ќе имаат бизнес. Па ако сеќаваш пред некое време изјави овој, не е ни важно каков ќе биде режимот во Иран. Yes. Не ми е важно. Same in Venezuela. Важно е да му соработува, односно да му биде вазал, да му служи нему на неговите интереси, да Same in може да Venezuela. ја црпи нафтата како што направи со Ирак на пример, Yes. како што направи Дали со. тоа значи дека In во Venezuela they did this. They removed Maduro, Да. but they did not destroy the regime. Ама САД не го уби Мадуро, само го апсија, нели? Yes. Ова твоите израелци уште по сурови се. Тие се- We kill and then we talk to the Потоа person. разговараме. We first Прво ги kill убиваме, and велиш, then па we после talk to the разговараме. person. We negotiate after. Потоа We first kill, then we negotiate. Прво ќе го Прашањето ми е- убиеме, да. па после преговараме. Тоа е прашањето ми е најсилно. дека Америка сака да интервенира со ground forces, со влагање, со војска
на територијата на Иран, длабински, а од друга страна сте испратени информации дека тоа ќе ги чини повеќе од Виетнам. Ако може да искоментирам баш за тоа, па после еве сам ти ќе покажам картата овде на гледачите да имаат представа. Токму за ова со трупите што е. Ако може да одиме малку по ова е картата на Иран. Ова, добро. Убаво. Еве сега се гледа перфектно. Значи гледате, целата оваа територија е 1,65 милиони квадратни километри. 4 times Iraq. 4 пати повеќе од Ирак и Франција, Шпанија, Германија и Полска заедно. Western Europe. Цела Западна Европа заедно, значи огромна територија. Каде што гледате, овде се граничи со Ирак, ова е Ирак и Турција, горе е Азербејџан, ова е Туркменистан, а овде лево се Афганистан и Пакистан. Сега, секој кој што ќе тргне да ја освојува копнено, ќе мора да помине низ овие така наречени загруз планини, планински венец, 1500 километри. Еден тука има и еден горе овој на Касписко езеро, уште еден планински венец. Практично ако влегуваат америте, ќе влегуваат од Ирак, меѓутоа тука ќе заглават катастрофално, затоа што тука има долини, планини, клисури, котлини. Значи целата оваа територија, гледате каква е, високи се врвовите по 3 по 4000 метри и така натаму. И тука ова да се пробие ќе биде исклучително тешко, а срцето на Иран практично ова плато овде, кај што е Техеран, Исфахан е овде на југ, а ова се пустини. Ова е пустина и ова е пустина тука. Две. А ова се пак планините што границат со Пакистан и со Афганистан, гледате. А ова горе е Туркменистан. Значи, секој кој што ќе се обиде да влезе овде, ќе треба да рачуна на неколку стотини илјади мртви, затоа што уште полошо од Виетнам. Виетнам беше релативно рамен. Виетнам беше џунгла, душа. Овде имаме пустина, имаме планини, имаме вегетација што е штура, значи степи и така натаму. Така да по мене не верувам кукавички, значи Израел кукавички ќе напаѓа, САД кукавички ќе напаѓа со бомби, но со бомби ниеден режим досега кога се сеќавам не се срушил. Тие само ќе направат уште поголема штета, ќе го закрават населението, дури постои опасност во Иран сите оние противници што се на режимот да дојдат до некаква компактна маса која што може да се здружи и во одбрана на татковината да излезе и да даде се од себе, значи да она што сакаат да го направат со растурање на етничките групи, а уште еднаш да објаснам за етничките групи малку, пак ќе се вратиме на ако може режијата да. Кај ти беше предно, да. Повели, затоа што Иран не е земја која што е компактна етнички и национално, околу 60% говорат персиски фарси, тоа се персијанци или иранци, но има малцинство кои што се многу бројни. Некаде околу 91-2 милиони жители имаат, околу 15 до 20 милиони се малцинства, тие се распоредени овде се азерите, курдите, ова е целото овде Курдистан е во Ирак, меѓутоа зафаќа доста територија овде кон Иран, овдека се туркмени горе и овде доле имаме арапи. Арапите мораме да ги разликуваме од персиците. Арапите се поинакво племе, персиците се старо иранско племе, иранско сега јазикот, односно името Иран од 30-тите години од овој век, и овдека се пакистанци, афганистанци и други племиња, значи генерално играат на картата етнички да ја расторат, како што ја расторија Ирак, например, како Сирија што ја расторија и така натаму. Израел сака либиско сценарио, сака ирачко сценарио, како говоревме за целите на Ирак, на САД и на Усраел, јас сака го викам Усраел, заради знаат, значи дека се сложат некој со мене, некој помалку. Како и да е, и од тој аспект не сум сигурен дека ќе има шанси да дојде до раслојување на општеството иранско, особено од аспект на фактот што таа гардата е многу силна. Тие крваво ги задушија протестите минатата година. Режимот не е свеќе. Колку рече 35 или? Сигурно, не се знае колку ги кријат. Сакав само да те прашам, дали американците ќе знаат тој исход дека ќе изгубат многу или и ќе внесат специјални единици кои ќе дојдат со иста цел како со Мадуро, да го изнесат ураниумот и да го излечат надвор. So that's it. Depends on the goals. If the goals are limited, the casualties will be limited. Целите се ограничени? Essentially, there are two possible goals which make sense, and one goal that doesn't make sense. Две можни цели има кои што имаат смисла и една цел нема смисла. The goal that doesn't make sense, like Jean just explained, is to conquer Iran.
целта која што не може да се постигне е да се освои Иран. Iraq tried for 8 years. Ирак проба 8 години, not work. од 80 до 88 војува, нели имаше половина милион жртви и таа требаше да го кажеме. So there is no power today on earth that can conquer all of Iran. Нема сила на светот денес која што може целосно да го However, окупира Иран. However, there are two goals which are realistic and reasonable. Ама има две цели кои што се реални. First one is to capture the coast. Да се освои on the Hormuz Strait. The coast of Iran брегот that ќе is facing the покажеме Hormuz на Strait. гледачите, а уште еднаш, молам само режија. But you need to go deep inside the land. Но за тоа да се реализира, тоа е овој тука дел. Така, ево теснецот, гледате овде теснецот. Овој дел велиш да го окупираат, вака тука. Крај брежето тука и овде доле. But you need to go deep, you need to go inside at least 30 kilometers. Но барем 30 на километри ќе треба да се влезе внатре. Why? Зошто? Because any single soldier Затоа секој војник with a shoulder missile, со RPG, shoulder missile, фрлач or drone или со дрон can destroy a ship in the Strait of Hormuz. може да уништи брод кој што ќе минува низ Ормузскиот теснец. However, Ама single soldier operated ammunition such as this, значи војник кој што работи со таква муниција и опрема, they have a range of 21 to 30 kilometers. има домет до околу 30 километри. So if you conquer 30 kilometers into the land Ако 30 километри значи успееш да освоиш внатре во брегот, and inside the coast, then the strait is safe. тогаш ќе може да биде безбеден теснецот. But we are talking about a few hundred square kilometers. И тоа должина брегот на Иран на Персиски залив и на Персиско море или како беше Индиски океан е 1500 до 2000 километри. And the second problem is that people are ignoring, by the way, even analysts. I'm very surprised. Луѓе и ги игнорираат работите, дури аналитичари тоа го прават. Even analysts. И изненаден сум прилично, нели? Almost all the energy infrastructure of Iran Речи си целата енергетска инфраструктура на Иран is in partnership е во партнерство with Qatar, со Катар, even Saudi Arabia. со Сауди Арабија. So it's not true that Не, Iran is Iran and Qatar is Qatar. Иран е Иран, а Катар е Катар. They are all developing the gas fields and the oil fields. Гасните полиња They all и co-own нафтените these полиња fields заеднички together. ги поседуваат, значи ги So работат заедно. Pausfield, for example. Како овој пауш што беше во Pausfield. Катар. За тоа збориме. Pausfield is half Iran, half Qatar. Пас полето е The пола south Катар. side is Iran, the north side is Јужниот Qatar. е ирански, северниот е And they катарски. are developing together, they own it Иначе, together, everything together. ги заедно ги развиваат, ги поседуваат заедно и така натаму. If you Иначе attack the coast, Катар е домаќин. if you attack the coast, И ако го нападнеш брегот, you must destroy the joint infrastructure of Iran and Qatar and the Gulf states. мора да ги уништи заедничката инфраструктура No other way на to do Иран, that. Катар и на државите To во conquer Кариб. the coast, you must destroy all the platforms, the oil rigs, the gas fields, everything. Сите овие мора да, ако ги освоиш, треба да ги уништиш во принцип и And this is big damage to the allies of the United States, тоа е голема штета за like сојузниците Qatar, на United САД. Arab Emirates. Сите се тие вазали, нели, да, таму имаме бази. Ајде сега да покажеме кај се базите, за да гледачите добијат уште една јасна слика. Додека најдеш базите, Да. And there's another, just a second, there's another thing I want to mention. Уште една I работа said they're сакам. too reasonable. So one is reasonable to conquer the coast. Да се освои. And the second one is to send commando to второ е extricate the enriched uranium. Да пуштат командоси и да го соберат збогатениот enriched ураниум, uranium. да го But украдат. this would require to remove all the ruins. Но на тој начин ќе треба целокупната руина, значи рушевини, Because in June last year, United States Затоа што јун- destroyed these silos, нели тие these силоси warehouses, кај што everything. се чуваат, складовите кај што се You чуваат need ураниум. heavy equipment Ги to уништија. remove the ruins.
ним ќе им треба опрема тешка за да ги трнат тие рушевини, enter inside да and take влезат the внатре, uranium. да го соберат уранот. Also, you can't just take the uranium like I'm taking the coffee. Не можеш ти ураниумот како вака со чаша вода да го You need собереш. special containers Ти made of треба lead. посебни контейнери да добро бидат заштитени And each one of them is a few tons. Each по one of these неколку containers тони is a е few секој tons. од тие, значи You need for the amount of uranium that Iran has, according to the latest report, за содржината на ураниумот согласно последниот извештај, you would need 200 to 300 such containers. ќе ти треба околу 300 такви контейнери. Each one is brought with a helicopter. Секој е донесе со хеликоптер. It's very Тоа ќе биде super complicated. Многу компликувана операција, But it can be done но може да се направи. Ама ќе биде because the ѓаволски скапа тоа. because the sky of Iran is controlled by Israel and America. Бидејќи небото над Иран е контролирано од So it's Израел possible и to do this. Америка. Постои може да се If I направи. were Donald Trump, Јас да сум Доналд Трамп, I would do this тоа ќе го направам. and I would secure the coast if my allies collaborate with me. Ќе го обезбедам брегот ако моите соработници соработуваат со мене. And if Тоа not, мислите другите држи Се на мисли од на НАТО. yes. Европските држави. And if not, I take the uranium and I declare victory. Ако не, ќе го соберам ураниумот и ќе објавам победа. I don't owe anything to Israel. И ништо не му должам на I Израел, don't owe anything to Europe. ништо не и должам на Европа. I was worried about the nuclear capacity of Iran. И јас сум бев загрижен за нуклеарните капацитети на Иран. I have the uranium. Го собрав ураниумот. They don't have nuclear capacity anymore. Немаат повеќе нуклеарни Mission капацитети. accomplished. Bye bye. I'm Мисијата е victory. постигната, успешна. That's all. Бришам и си отидов. Да ги видиме Да базите? ги видиме базите, да. Исто за гледачите е важно да имаат представа за вазалите, нели, не само што имаме вазали во Европа и тоа е еден куп такви кои што се уште нели не им доаѓа памет, туку имаме и ова со црвени точки што ги гледате, ова се сите воени инсталации и бази кои што се поставени од САД. Тоа е Саудиска Арабија, целото овде, значи и овој брег е дел од Саудиска Арабија, Оман, Катар, Емирати, Кувајт, Јордан, и во Јордан има, пак Саудиска Арабија и овде Сирија и Турција, инџирлик е ова базата. Зависете колку е опколен практично од сите страни, ова е Иран тука. Значи тие овдека се чуваат ракетни системи, се чуваат авиони, хеликоптери, оружје, се има по неколку илјади војници во секој од овие бази, значи Trainers, се military обучувачи trainers. има и така натаму. Сето ова е структура која што е поместена да практично ги штити интересите на Соединетите држави и хиперимпериалистички интереси на, ќе искористам збор хиперимпериалистички, го користеше професорката Ванковска, да ја поздравиме, таа е една од нашите најменентни експерти за геополитика. Значи, империализмот на САД доведе до тоа да имаат вакви 80 држави, значи некаде околу 120 или 130 бази беа, и Русија е опколена од сите страни со такви бази, значи упоставени. Тоа беше и причината за избавнување на кризата украинско-руска и така натаму, затоа што сака Украина да земат во НАТО. Така да, со ова инфраструктура и со овој модел на работење, тие представуваат постојана закана за овие држави кои што се бунтовни држави, да ги кажеме, кај што нема власт која што мене ми одговара, кај што ќе направам пуч, кај што ќе организирам смена на власта, а таква операција се правеше 80-90 досега, колку беа направени од 47-8 година навака. За нашите гледачи, ЦИА е формирана 1947 година, од тогаш изврши промена на влади во колку беа 70 или 80 случаи. Including Iran. Вклучително Иран, вклучително нормално и другите сите кои што има на список. Во контекст на тоа дека 15 држави, муслимански држави, упатија порака до Иран дека нема да дозволи, да ќе биде жестоки тука на таа средба 12 вчера принцот даде изјава дека ако уште еднаш се случи да се нападни Катар и другите, ќе бидат строго силни, ќе го атакуваат целосно Иран со сите можни средства. One thing that is, I think, little known is that the Една работа што малку се знае, Air Force of Saudi Arabia дека авиацијата на is bigger Арабија than Israel е поголема од она на Израел and as well equipped. и е Same level подобро, of речиси исто equipment. опремена. And they're Говориме за борбените авиони, така yes, авиација. and they're well trained. But I think now we should
transition from the Middle East. Но and ајде да се тргнеме од средни a wider view. од Блискиот исток да малку пошироко погледаме. When Donald Trump attacked Iran, Кога Трамп го нападна Иран, he was forced to move many military assets from the Pacific. мораше од Пацификот да префали голем дел од војна опрема. Now the Pacific is without American defense. Пацификот е сега без американска одбрана. Actually, Оставен. if China now goes crazy А ако полуди Кина сега and attacks Taiwan, и го нападне Тајван, maybe even the islands near Japan, maybe дури јапонски некои острови и така натаму, the South Sea, или јужното Кинеско море, there are no military assets of the United States there right now. Јужниот Пацифички океан, нема војска, нема средства војни таму во тие региони. So many analysts are saying that Donald Trump is crazy, Многу аналитичари говорат дека е Доналд Трамп луд, leaving this super important region to be defenseless, го остава без одбрана овој многу значаен регион, while again engaging in the Middle East in an endless war. додека пак од друга страна се закачува во една бескрајна војна на Блискиот исток. Another criticism, and I will express my opinion when I finish another criticism is that Друга критика е исто така the war is good for Russia. дека е војната добра за Русија. The sanctions have been lifted, Санкциите се подигнати, and the price of oil цената за нафтата Went up 50%. отиде во небо, да, 50%. so now is getting much more money from the sales of oil. Сега од истата нафта со која што се продаваше се заработува So when you повеќе. put these two facts together, Значи, ако овие два факти заедно ги analysts are споиме, saying Analysts Donald are- Trump is bad for America, Доналд Трамп е лош за САД, good for China, good for Russia. добар за Кина, добар за Русија. That is not my opinion. Тоа не е мој мислење. That's not how I see it. Не го гледам јас тоа така. One of the main messages of Donald Trump Една is од главните пораки на Трамп е I am a crazy person. јас сум лудак, I am unpredictable. непредвидлив, Better not to do anything. немој со мене да се чепкаш. Don't because you don't know what I'm going to do. Затоа што I'm crazy. не знаеш што ќе направам, луд сум. I think the attack on Iran was this kind of message exactly to China. врз Иран беше токму таа порака што сака да ја испрати. Exactly to China, because Iran, Russia, and И China, таа беше кон they were axis. Кина и Русија и Иран беа оска. Ајде сега да попрашам. Дали во сенка или зошто не гледаме поддршка од Кина и од Русија? Дали тоа го прават они под зад кулисите, под маса или што се случува во тој аспект? In my view, that's what I'm trying to say. Кие In заедно my се view, they're помага. afraid. Нели Иран испорачуваше шахет дронови за да ги троши во Украина, овој му In my помагаше view, воено и така натаму. That's what I'm saying. Значи се случуваат, соработка продолжува, меѓутоа таа не е... No, in my view, they're afraid. А или се плашат? In my view, they're afraid. Од што би се плашала Кина, например? Because Trump is unpredictable. Затоа што Трамп е непредвидлив. Дали Трамп и Another even better question is Cuba. А Куба тоа е беше така зборот. секако, Да те Куба- прашам за Куба. Он денеска го читаме на изјава во CNN и кај што вели Трамп е готов да ја окупира, да ја превземе, вика. Таа беа не можев да ја подготвам пред емисија неговата изјава, бидејќи таа е под притисок, окупирана, апропо ја врзува кој Иран нема човекови права и така натаму, my next step, мој иден чекор е Куба. Како се твоите видувања на таа Cuba is a ситуација? test for Russia. Куба е тест за Русија. Russia and Cuba have mutual defense agreement, Русија и Куба имаат заедничка спогодба за одбрана. and Russia is obligated to supply Cuba with oil Русија е обврзана да испорачува нафта на Куба, if Cuba cannot obtain oil elsewhere. ако Куба не може од друго место да набави нафта. So А не now- може, од Венецуела не може, затоа што соработува интензивно нели низ минатите децении. So now let's see. И сега се оставени да искрварат. Значи Куба е Let's see if Russia will honor видиме these дали agreements with Cuba. Русија ќе помогне на Куба. Не гледам дека тоа се случува. Зошто тоа така? А? Не гледам дека русите помагаат. Не гледам ја оставена е Куба. I'm saying. Немаат енергија, I'm немаат saying, let's нафта, see, немаат let's газ, see. немаат струја. Живеат како во Yes, камено доба. let's see if Russia will honor the agreements with Cuba. Ајде да видиме дали Русија уште едно прашање, ако ми дозволиш, ќе го испочитува договорот што I има think со Donald Западно Trump, with the attack on Iran, со нападот врз Иран. actually prevented war in Taiwan. Трамп спречи војна во Тајван. He terrified and Мислиш, frightened China. Фокусот се префрлува сега на And he, in my view, sent a message И ја to исплаше Russia as well. И тоа е порака исто така и за Русија. I control the price of oil. Јас го контролирам цената на I нафтата. control your budget.
И твојот буџет јас го контролирам. If I decide, the price will go up 50%. Ако одлучам да оди 50% цената нагоре, If I decide, it will go down 50%. ќе оди I'm in charge of your budget and your oil. Само да го прашам и ти може да се Да, надовршиш. да не ја заборавам мислам. Дали на Аљаска, средбата во Аљаска, нели беа Трамп и Путин сами, тоа е во колата, тоа блиндираното, во тој монстр. Дали тука падна некоја дефинитивно што зад завесата никој не знае, освен тие двајца? Usually, these meetings are prepared months in advance. Вообичаено овие состаноци се подготвуваат со месеци однапред. It's choreography, but there is no meaningful negotiation. Кореографија, но тука нема нешто значајно како преговори. Negotiations are between bureaucrats, not between leaders. Преговорите се Leaders don't помеѓу negotiate. бюрократите, не се помеѓу лидерите. And so Така да we underestimate ние Donald Trump's capacity for theater. Ние го подценуваме капацитетот на Доналд Трамп да прави шоу. Yes, theater. Theater. We underestimate, we forget the fact Ние забораваме фактот that he is a showman. дека тој е шоумен, па тој е од реалити шоу. Reality TV, yeah. Ниеден председател последниве 7 Тој ми е години може да кажеме, или беа правници, или беа економисти, или беа дипломати, или нешто. Овој е продавач на гаражи и на Добре, да го дискредитираме, те молам. и на Сепак и на Yes, real реалити estate, шоу man. програми. Не знам што го браниш. Човек јас стварно луд, кажа бидејќи еме и не предвиди целосно, значи тоа е опасно за светскиот мир, ама тој наместо да, како што тврдеше, сакаше да биде Знае зашто го поддржувам. Нобеловец, нели за мир. Знаете зашто го поддржувам? Да. Аз го поддржувам бидејќи за разлика од неговиот претходник Џо Бајден кој не ја знаеше патеката кај е Белата куќа, се сеќавате, Да, можеше двајца да му ама покажат. ако дозволиш да Но кажам- длабоката држава, спростите молам, јас зборам, ја вртам не водата кон мојата македонска воденица, но тоа што ни се случи со клиентелизмот на тие што ја го продадо името. Да, ние сме едно зрнце во оваа голема слика на светот, но сепак не дозволи или не дава такви инструкции за тотален распад на Македонија. Тоа ќе се задржам. Што малку помогна, мислиш нам дека ни помогна? Па општо ја уништи или ја изолира со еден збор длабоката држава. In the 1960s, there was a philosopher and scholar, Имаше еден филозоф и научник, normally French. француз. Французски. His name was Guy Debord. Ги Дебо се вика. And Guy Debord said that we are transitioning from essence to spectacle. Тој укажа тогаш дека ние сме во Од транзиција суштина до спектакл. од суштина до спектакл, да. And he wrote a book, The Society of the Spectacle. And, so on. Напиша една книга, значи Општеството на спектаклите. And he wrote it in 1968. Во 68 е таа напиша. And he was right. И имаше право. And it is the only politician that is understanding this Единствениот политичар што не разбира is Donald Trump. е Трамп. Donald Trump understands Трамп разбира, that имам. what happened. Donald Trump understands Разбира what with water. Slobodan. да не ни се случи десалинизација да ни затворат, како се прават сега во Before they bombed the bottle. да. Пред да бомбардираат шишето, да. And Trump is the only one that understands that in the modern world, Во современиот свет everything is spectacle. се е спектакл. Social media, Социјални медиуми, television, Телевизија, political movements, политички geopolitics, движења, diplomacy. дипломатија, политика. Everyone is not focused on reality. Не се фокусираат на реалноста, Is focused on fantasy, туку на фантазија, focused on spectacle, на спектакл, focused on circus. на циркус. It's not about reality anymore. Нема веќе реалност тука. We transitioned as civilization. Ние како цивилизација We одиме во transitioned правец from material civilization од материјална цивилизација to digital civilization. кон дигитална цивилизација. What is digital? А што е дигитална? Can you touch it? Можеш ли да го мачкаш на Can you put in the леп? pocket? Можеш ли да го ставиш во джеп? Ние викаме мачка на леп. It's total fantasy. Значи тоа е фантазија. Total fantasy. Целосна Do you фантазија. have money in the bank? Имаш пари во банка? No, you don't. Немаш. You have digit on a computer. Имаш на компјутер цифри. Само. That's all you have, believe me. You Тоа е don't have money. Све што имаш, немаш пари. If all of us Се- came to the bank to се take our money, фикција. Сите додиме да си ги собереме своите пари, we will not get anything. нема да ни дадат. Нема пари. Тамо. So, Trump is a genius
in manipulating гении во perceptions, манипулацијата на перцепциите manipulating impressions, или манипулација на импресии, на creating theater productions or movies значи креира филмови, театарска продукција which force everyone around him и ги придвижува сите околу to него play his script. да ја играат неговата игра и сценарио. I am not supporter of Trump, as you Јас know, не сум поддржувач на Трамп, but in this he is но во ова the biggest genius ever. тој е најголемиот гениалец. Каде ти беше Ми отиде мислата, ама не ли мислиш еве ти си за за нарцисизам, за психологија си експерт и така натаму, не ли мислиш дека егото му е гигантско и од тоа его не ги гледа реално состојбите во онома државите. No need Затоа што, anymore. Тој е неук, неинформиран, не знае каков народ живее, каква историја, No need култура. anymore. That's what I'm trying to tell you. Тоа е трагедијата, тој no како need- слон во продавница за порцелан се однесува. No, he understood that there is no need anymore Тој разбрал вели дека нема потреба повеќе to know reality. да има нереалност. No need anymore for information. Нема потреба за информација. No need anymore for data. Нема потреба за This Податоци. belongs to the industrial revolution. ама тоа е дел од индустријската револуција. No need for any of this. Ама не ли сме со тоа се причаме до Орвелово општество? Look how much he's manipulating the perception of reality. Види колку многу ја манипулира перцепцијата за реалноста. He invents a story that Измислува приказни he won the elections in 2020. дека 20-та година ги добил изборите. And now is the reality of 80 million people. А сега реалноста е со 80 милиони луѓе. 80 million people in the United States believe him. 80 милиони луѓе му веруваат. Тие што гласа за него, нели на ланските и прекланските избори. Some part, 40 million are MAGA, but 40 million are not MAGA. 40 милиони не се мага. 80 million believe him. 80 милиони му веруваат. He Не само туку и he во understood, САД, и ние тука му веруваме и така натаму. he understood, Правевме заедно емисија за него. he understood that your reality, he understood that our reality, your reality, my разбра reality дека нашата реалност can be manufactured. може да се произведе. Да, сам во однос на Такер, он го молеше Такер да не ја започне војната со Иран. И како што следам информации и го отпиша од Мага. Како го коментираш? No, Дали тоа? he didn't outpish it. Не, Donald Trump said that he is not Доналд MAGA. Трамп, Доналд Да, Трамп. да, Трамп рече дека Да. не е. Дали ги слуша? Here is an example of what we were talking. Ево е пример на тоа што правиме A муабет. day before, Еден ден one day before, Donald Trump attacked Iran, пред да го нападне Иран, еден ден, вчера, there was an Ipsos opinion poll. имаше еден пул на Ipsos мислење. PBS opinion poll. Ипсос се вика, Ipsos PBS opinion poll. пул за мислење. MAGA people, Луѓето од Мага, 80% of MAGA people were against war. 80% од нив беа против војна. Donald Trump in his political campaigns promised that there would be no more war. Трамп во неговата кампања вети дека нема да има повеќе He војни. said America will never again get involved in a war, Америка нема да endless биде war. инволвирана во бескрајни војни. Го прекрши ветувањето многократно. Ево сега Okay, so 80% before, the day before, тоа беа 80% денот пред нападот against war. против војна. Today there was yesterday there was a Пак, opinion poll. Вчера пак имаше повторно By анкета на NBC. мислење, од NBC анкета на мислења, 100% of MAGA, 100% од Мага луѓето, not 95, не 95, not 99, не 99, 100 100% support the war. го поддржуваат војната. 80% against, 80% против беа, 100% for. 100% се за. I'm asking you, what is the reality? И што е реалноста тука? What is the Значи reality? таа што ќе не креира тој лудокот, да? Така ли ќе мора да What се is the соочи? reality here? Со неговото гигантско Where is the его? reality? Каде е реалноста тука, да? It's all fantasy. It's all a movie. Like Се you're е in a филм, movie. Да, фантазија. а тука една запирка че ставам, ми видов денеска јапонската премиерка во посета на Вашингтон, а завчера првиот човек на Северна Кореја испрдил неколку проектили кон Јапонското море. Што е причината? Зашто? Дали е тоа причината што јапонската премиерка веднаш дојде у посета на Вашингтон? И таму направи гаф, не ли спомна Перл Харбор.
Yes. Да направи. I don't know if it's gaff. Ќе му објасниме на гледачите. I don't know if it's А може би и намерно го прави. Nameno, maybe. Да, верувам, да, па. He is breaking the rules. Ги крши правилата. He is breaking the rules of reality. Ги крши правилата на реалноста. The unspoken rules and the written rules. Тие непишаните и пишаните правила. Yeah, and by breaking everything, Со кршење на све, he can reinvent the world повторно the way he wants it. го измислува светот онака како што тој ќе сака. In this he is genius. Во тоа е гениалец. I don't know, I cannot remember in history many leaders who did this. Во историјата што некој лидер тоа го Maybe прави. Adolf Hitler, Може би Хитлер беше тако манипулатор. Alexander the Great. Александар Велики. There are some 2-3 like that. But Неколку мина се како него. Наполеон може би? Napoleon. Иако Yes, тој yes, исто yes. правил. Napoleon, true. Yes. Тој е првиот што Па и овој сака да направи триумфална капија, што ја постави Наполеон. Добро, 1800. јас пак да Да, подржам. North Korea, what Tommy Charles, Оно околу Северна Кореја is demonstration of what I said. е токму демонстрација на Дека оно што извртел That грб America left the whole region defenseless. Америка го остави целиот регион без одбрана. Now, North Korea is the secret long arm of China. Северна Кореја е тајна продолжена рака на Кина. China is using North Korea to test. Кина ја користи Северна Кореја да тестира. Помало партнерче име, така еден вид, нели? Пријателци. Братче. Братче. Yes, kind of like Russia used to call Ukraine little brother. Да, па I don't така know if you беше, know да. that. Русија ги викаше украинците мали браќа, односно мало руси беа на своевремено. And North Korea is an extension of China. Северна Кореја е продолжена рака на Кина. I believe that North Korea was testing the waters, testing what is happening. Верувам Will дека Japan react? Will America react? And so on. Северна Кореја ги тестира состојбите да види како ќе реагира And I Америка. think и it така was натаму. China testing. Меѓутоа таму процес на менување режим нема да има, сигурно, нели? North Korea? За Северна Кореја. Why they should change? They are rich. They are not Да, тие hungry. се богати, тие не говорам од американска Wonderful. страна да прават како Wonderful. што направија со другите држави, така еден куп. Ти така ли мислите че сакаш Да, да епа ништо да се навратиме на она, ај мораме пак да го спомнеме и она етничкото моментот со Иран и со комшиите, нели, за да им посочиме на гледачите, во светот има околу 57 држави каде што исламот е доминантна религија. Значи тоа се сите оние во Северна Африка, во Југо-Западна Азија, Јужна Азија, Индонезија и така натаму, 57 такви се. Иран е исто така исламска држава, исламска република, меѓутоа со друга секта на исламот, а тоа се шиитите. Значи, овие се сунити, огромното множество на арапи и на муслимани, и нашите муслимани овде, на Балканот, по Турција, по светот, во Европа и така натаму, се сунити. А овие се шиити. Значи, тука имаме уште една причина за конфронтација, затоа што тие не се трпат меѓу себе, како што низ историјата не се трпеа ни католиците со протестантите, ни католиците со православните. Иако беа христијани едните, другите имаа војни, ќе се сетиме на 30 годишната војна во 17 век и така натаму, па сите други, најголем дел од војните понатака беа има христијанска, односно верска компонента. И тука мнозинството на иранските муслимани се шиити, што е еден фактор кој што влијае врз конфронтацијата да продолжи, затоа што овие држави што гравитираат околу Саудитска Арабија, рековме Катар, Бахрейн, Емирати, Оман, Кувајт, Ирак, сите се тие сунити, а од оваа страна се шиити, од иранска страна, и токму и војната што ја спомнавме во 80-тите години беше меѓу едните и другите, и затоа тоа е една пречка да се уште повеќе развие и стане исламот посилен и по-доминантен и светот. It's an interesting point that Jean made. Да, интересна поента. People don't realize Жан што ја спомна. the Iranians Луѓето не разбираат, иранците се hate the Arabs. ги мразат арапите. Да, токму тоа сакам да кажам. Етнички не се арапи, етнички се фарси, односно се Persians. персијци. Така е. And they hate the Arabs. Ги мразат арапите. By the way, Iranians love the Jews, А пак иранците ги сакаат евреите, but they hate the Arabs. а ги мразат арапите. Something very strange happened in Persian history, in Iranian Има history. нешто чудно што се има случено во иранската персиската историја. The Muslim identity of Iran Муслиманскиот идентитет на Иран is completely new invention. е целосно нова измислица. Iranians never saw themselves
as Muslims, as Иранците Shiites, никогаш не се гледале себе си како муслимани, and како of course not as джихадисти, Arabs. Yeah? а никако како арапи. This started in the 70s. Тоа започна во 70-тите години. So all this story, we are Shia, we are this Сите is new. тие It's приказни completely шија new. и така натаму се нови And that's why the population is и затоа населението resisting this. става отпор. Значи, сакаш да кажеш на верските лидери кои што направија Yes. една исламска автократија. It's a coup. It's a Така coup. и е, нели? Иран е исламска автократија. Yeah, it's a coup. А тоа They made беше a coup. пуч. Пучот беше 79-та година, ја грабна власта, сега не ја пуштаат. А овие граѓаните сакаат слобода, сакаат полиберални ставови, And they сакаат want secularism. и секуларизам, сакаат баш така и тоа да го кажеме на гледачите, Иран не е држава како што нели секуларна држава, значи религијата е одвоена од државата. Во Иран религијата е државата. Главниот лидер, не само духовниот, туку и воен лидер и политички лидер е ајатолах, односно Yes. верскиот лидер. And historically, the best friend of Iran was Israel. Историски најдобар пријател на Иран беше Израел. Only when the Ayatollahs came to power, Кога дојда ајатоласите на моќ, they started to collaborate with the Arabs, почнаа да соработуваат со арапите. which was huge shock Тоа to the беше Iranians. огромен шок за иранците. Because the Iranians despise and hate the Arabs. Затоа што иранците ги мразеа, ги презираа арапите. It was a shock to them Тоа that беше шок. Hezbollah, Со Хезбола, Hamas, со Хамас, some of these movements are actually Sunni. некои се и суни, така е, па, Hamas is Sunni. па Хамас, па курдите се суни, па Yes. азерите се суни. And it was a shock to the И Iranians. тоа беше за иранците The шок. misunderstanding about Iran in the West И ова недоразбирање на Западот за Иран is they think it's monolithic. мислат дека е монолитен, The whole society and the theocracy and they're дека е one. теократија, дека целото општество е not сплотено, не е вистина. There is a small elite, Има мала елита, theocratic elite, теократската елита, which are using military што structures, користат војни структури, the guard, the basij, and Гардата. it's a small group. тоа It's се not a big group. мали групи, не се големи групи. And they control a population Тие го контролираат населението. which are the population is anti-religion, Популацијата е антирелигиска, pro-Israel, произраелска, anti-Arab. антиарапска. So there's a population and there's an elite. Имаме популација и елита And this is why Israel believed и тука Израел верува that if they decapitate дека the ако elite, ги обезглави, what will be left is the people. што ќе остане се на народот? The people hate the Arabs, Народот го мрази love арапскиот Israel. свет, го сака they Израел, hate religion, ја мрази and we религијата will have a new Iran. и нема повеќе да дојде до таа ситуација во It's Израел. not going to work. But Што не му иде у прилог на Доналд Трамп? Така? so, извините, Не му иде у прилог на Доналд Трамп. Кажете ми само ова, во денес на шахот се најавува дека американците го подготвуваат шахот да се врати назад. Кој ќе Малку каже? мене ме да? прашаш, не знам, тој е син на оној Реза, па тој. А знаеш дека ние сме го Исто се интервјуирале, имаме внукот на шахот. Во кампањата за Доналд Трамп го имав внукот на тој Етиоби. Јас го имав и пред некој ден интервју му правев и го објавив во мојот портал. Поздрав до мојот уредник Ѓорџи Стојан. Тој е еден прекрасен соработник мојот окрет. Еве, изворно и со чест го поздравам тој тим мој. Навистина, ретко има новинар како мене кој работи не ја по моја волја. Сите сакат free of charge. Бесплатно да се активира, но ме радва што успеав да влезам, почитувани мои гледачи и читатели, во вашиот мајндсет, да ве разбудам од таа стереотипна летаргија што имате и што добивате од медиуми контролирани, медиуми на невладени организации. Еве, ова вечерва го немате. Моја чест и мојата маленкост. yeah, I think we are telling people many things they don't know. Им кажуваме на луѓето многу работи кои што не ги знаат. Не информирани сме, едноставно не гледаме вистински вести, подлежни сме на пропагандата, особено на западната пропаганда и така натаму. Така да е убаво вакви емисии да има, за да укажеме на состојбите и за да можат луѓето да проценат. Зборот беше за Реза, за шахот. За да дојде, Ој братот на шахот. За да дојде шахот на власт, треба да се створи за тоа клима и почва плодна таму во Иран. Значи, ќе треба силите кои што се насочени кон него, оние кои што него го поддржуваат, да излезат на виделина, затоа што во моментов Иран има два конфликти. Еден интерен конфликт, кај што либералните струи
прозападните и така натаму се борат за слободи. И од друга страна се така наречени верските лидери, мулас ги викаат, кои што се држат колку што можат повеќе до власта и не сакаат да го испушат оној исламскиот момент, затоа што е Иран уствари една муслиманска теократија, значи исламска теократија каде што владеат верските лица и кога ќе се створи тоа почва на плодна почва на не сум сигурен дали ќе успее, имам јас благодарам. Не сум сигурен дали во сегашната констелација ќе дојде до таква некој епилог. Меѓутоа јас навијам за тоа да има помалку жртви, да има помалку страдање, да престане ова секој што е разумен човек нормално сака да престане цела ова лудорија, цела ова луда војна и така натаму. Еве гледате што се случува, гинат цивили во вториот или третиот ден, гаѓа школа, убија 160 или 170 дечиња, девојчиња и така натаму. Да, училишта. Уште сакаме да укажеме, пропагандата е толку силна, значи западната, ни еден збор немаше во медиумите за тоа. Замислете, кучиња да утепаат во Киев 10-15 русите, 10-15 дена ќе има... No, actually, the New York Times made Добро, a big deal, because имаше they некој... hate Donald Trump. Кажа, да, точно. Имаше некои медиуми кои што укажуваат дека има, меѓутоа ќе се закачаа за тоа западните медиуми. It was like, yeah. Особено германските медиуми се, јас ги следам и тие, следам и американските, тие се целосно про американски, односно анти-ирански, анти-исламски, анти-мула и така натаму. И никаде една само два пати го спомна во најпопуларната Bild Zeitung, тоа го знаат гледачите сигурно. Bild Zeitung, да. Булеварски вестник е, меѓутоа го има на интернет. Сакам да кажам, пропагандата што се шири е отровна, токсична е. Да пазиме што читаме, за да нашето мислење се го изгради. И што информираме. И нормално да од нашите... No, the only way is to read a few sources. Апсолутно. Единствен начин е да се читаат повеќе извори. You can't trust anyone. Апсолутно, точно. Мора да имаш 15-20 извори. Како да упатиме порака до гледачите? To use your question, to again tell the viewers something. Да, уште нешто, да го искористам прашањето, да на гледачите им посочам, значи. The regime of the Shah in Iran. Режимот на шахот во Иран was very brutal. Беше многу брутален. The Shah had a secret service called Savak. Шахот имаше тајна служба наречена Савак. Savak. Тоа беше Мосад, нели него? No, it was internal, not external. Да. Savak. And Savak killed, tortured измачуваше, tens, maybe hundreds of thousands. Убиваше стотини илјади иранци. It was at the time considered to be the worst secret service in the world. Таа беше најзлогласената Even much worse than служба, Bulgaria, much worse than во светот, дури по од секуритате дури полоша од Романија. Romania, yes. It was considered, Savak was considered. Значи Савак се сметаше за едно од најзлосторничките, And the Iranians remember this. А иранците го паметат тоа. That is why there is not so much support for Reza Затоа Pahlavi. нема толку поддршка за Реза Пахлави. Because they remember his father. Затоа што тие се сеќаваат на неговиот татко, што владееше до 79-та, да кажеме на гледачите. Потоа дојде Исламската револуција и од тогаш Ајатола Хомини. Ајатола Хомини, дали тој владееше 25 колку беа години. By the way, on the list that Khamenei made на списокот што го направил Хаменеи, што? of the three successors, Од трите наследници? Да. the third one Третиот беше? was the grandchild of Khomeini. Внукот на Хомини. She was the third. Ете и тоа. The grandchild of Khomeini Внукот на Хомини is pro-Western moderate. е умерен и прозападен. Not pro-Western, but like willing to talk to America. Не прозападен, но може да разговара со willing to него. open up. Барем спремен да седне на маса. And everyone was saying the grandchild of Khomeini will become the... И сите тврдеа дека внукот на Хомини ќе стане врховен лидер. Што можеме да прогнозираме сега за оваа ситуација? Just before because I said two things. The second thing I want to tell the viewers, because we are now opening the eyes of the viewers. Втора работа, да ги отвориме очите на нашите гледачи. Savak was a horrible organization, but the Shah беше страшна организација, но Шахов Shah did not allow the Savak to take over society. Не дозволи Савак да го преземе општеството. When the Ayatollahs came to power, Кога дојдоа ајатоласите на власт, they took Iran го презедоа Иран and they gave it as a gift to the Guard. и му го дадоа како поклон на гардата. The Guard controls 42% of GDP of Iran. Гардата, револуционерната гарда, 42% од БДП-то на Иран контролира. Control.
If you limit it only to industry and Ако го- oil and so on, 80%. Ограничиш и на индустрија, нафта, No agriculture, no, а 80%. не земјоделие, 80%. Iran is the guard. Иран е гардата. Таа е она револуционерна гарда, да ме објасни, Yes, така формирана. IRGC. Формирана е со Iran ајатоласите Revolutionary Guard Corps. во 80-тите години, еден вид преторијанци Yes. во државата. кои Now што- they're huge. Now they're А huge. сега, значи, има неколку стотини And it is the ayatollahs that gave them, bribed them. They bribed them with ги everything. подкупија. Тие им ја дадаа власта. And of course, the IRGC don't want the ayatollahs to go. И гардата не ги сакаат толку многу. And they don't want the Shah to come back. И не сакаат да се врати Шаха. And it is not true that the IRGC И is не е only вистина- killing people, suppressing people. Не е вистина дека гардата само убива или тероризира луѓе. The IRGC employs 25% of the population in Iran. Гардата вработува 25% од населението во Ирак. So if IRGC falls, Ако падне гардата, these 25% lose their income, their livelihood. 25% од нив ќе изгубат плата, значи Буџетот. So it's not so simple, you know. It's not не like е едноставна оваа равенкава. there is support for the И IRGC има поддршка за гардата that is of economic nature, not political nature. од економски аспект, не од политички. There is a whole group of businessmen Има in цела група на Iran бизнисмени, да речеме, made a fortune во Иран, кои што прават цели богатства from the IRGC. од гардата. People that have monopolies on certain minerals, Луѓе што certain имаат oil, монопол на gas, and минералот, so на on. гаста, на So минералите. there are multiple interests Тука има интереси што се испрепетуваат that многу want to keep the situation as it is. и кои што сакаат да остане ситуацијата статус кво. And these interests are not only the elite. И тоа не е интерес само на I елитите. would say that 40% of the population Јас би рекол 40% од популацијата is getting a lot of money from the IRGC and, from добива пари од гардата and would like to keep the situation as it is. и сака да остане така како што е статус кво. It's not so simple as the West is telling. Да, особено како што мисли Трамп, значи нашиот Сем, ти неук спомна- пријател. Ако може да кажеме така. His fault. Слушај, Негова вина. He да. supported Trump. Ти го поддржава јас Трамп. не крием, јас сум конзистентен мојот став. Секојаш, овие мои 45 години како сум мас медиум или речите 30 во ефективни новинарски активности. Но ајде да одиме на оваа ситуација што зборевме минатиот пат. Колку милиарди има замрзнато Америка ирански пари? 200 милиарди. There is a debate, 100 or 200, because Дали 100 или Obama 200? released 100. Бидејќи Обама пушти 100 милиарди. There was 200. Obama released 100, 200 милиарди беа, 100 милиарди пушти Обама. and Iran didn't have time to take them because Donald Trump. Иран немаше So време they- да ги собере. So these 100 million are an unclear legal status. 100 билиони ми. Billion, I'm sorry. Овие 100 Unclear милиарди legal status. се With unclear legal status. немаат чист Лондри правен money. статус. No, it's Како што се frozen. руските пари It's во kind of Брисел, frozen, нали се сеќаваме? and no one knows. It's sanctioned, not sanctioned, to give to Iran, not to Санкција, give to нема да Iran. има Како санкции. на Садам Хусейн што беа колку 140 милиарди? And Russia also. European Union froze tens of billions Да, of dollars исто of така Russia. руски пари, стотици милиарди беа. The first thing the West замрзнати. does, Прво нешто што прави in Западот, every war, every во секоја conflict, војна, every во секој argument, конфликт, во секоја караница, you disagree. во секој не се служи They за ask никого. you want coffee, you say, no, I prefer tea. Tea? We are freezing your account. They freeze. Ако побараш кафе, не, ако кажеш чај ќе ти ги затворам сега парите, ќе те блокирам све. Freeze, the first thing they Значи, do. одма ги мрзнат, па ги замрзнаа. Како може Трамп да излече да биде мудар во оваа ситуација, мада не е мудро испадна ситуација со војна и после тоа јавна тајна и дека тој сака да биде добитник на Нобеловата награда. Се сеќавате кога се потпиша тој мировен договор меѓу Пакистан и Индија, или со беше со другите две исто така држави, самиот председател го номинирал како што нашиот Тој не знаеше да ги изговори. Тие 4-5 војни што ги запрел, Да. нели ги кажуваше државите и комедијантите во САД што имаат шоу вечерни ги покажува, не знае, Абербебан, така викаше. Албанија и Азербајџан. А не, Албанија и Азербајџан. Албанија и Абербебан. Така викаше. Значи We замисли wanted to say Azerbaijan. не знае да ги изговори. Човекот е веќе во сениорни води, треба да Меѓутоа, ти се благодарам прости. за една запирка што ја ставно велам. А дали е можно, ги спомна базите Жан, во јавна тајна дека Албанија е дел од тој таргет на Иран, како што беше Бахраин. Од друга ситуација, бугарите се наметна дека ќе го дадат својот аеродром за користење на, за во случај да интервенираат
во војната. Како би коментирале у таа ситуација? I think in today's world, Во денешниот свет, military bases are no longer relevant. војните бази веќе не се релевантни. And that's why United States eliminated most of the military bases in Europe. Затоа САД ги отстрани најголем дел од For example, in војните Germany, бази. there's Има one само place. една, Рамштайн, таа Only остана. one. 30.000 војска има, да. In today's world, Во war денешниот свет, is conducted in the financial system, војната се води во финансискиот систем, energy, енергетскиот and food. и храна. These are the wars. Тие се трите области. And military base И војна база doesn't give you any advantage. нема некоја предност, не дава некоја предност. To use food in a war, Да и користиш војна во храна храна. во војната, како што you користи Усрен, need to block, треба да блокираш. like Russia blocked Како the што Black Русија Sea for Ukraine. ја блокираше Црното море за Украина. To use the financial system in war, Да се користи финансискиот систем во you војна, need to use the banks, треба да ги користиш банките, not military bases. а не војни бази. And to use energy in war, А да користиш енергија во војната, you need to block the choke points. You need to block the Треба like Strait of Hormuz. да ги блокираш пресвртните точки, како што е Ормускиот теснец. например. So actually, we are seeing a revolution in military affairs, Реално, ние гледаме револуција во војните прашања. where the Војната navies тактика, каде navies што are becoming much more important. морнариците стануваат поважни, Back like the 19th century. како назад во They are coming back like the се 19th враќаат century. како во 19-тиот век. The Great Britain controlled Така controlled е. the world with the navy. Британија го користеше, односно го владееше светот со својата морнарица, We are going односно back to со this. своите бродови. Се враќаме во тоа. We are Затоа имаме 6-7 носечени авиони, американски распрскани and секаде they're во building светот. all the time. China is building. А сите други земји имаат заедно толку како што има САД. And second important thing is drones. И дроновите се наредна These two. важна точка. Овие две работи, The wars of the future will be with navies that block all the time. војните Gulf во годината ќе Straits. бидат помеѓу морнаниците кои ќе си ги блокираат мореузите и теснеците. Like in Cuba now. Како што е Куба сега, или морските патишта и така натаму. And drones. И дронови, Like Ukraine, како Украина, like Israel, Iran. Израел со Иран и така. This is the future of the war. И тоа е едината на земјата. So на војните. permanent establishment, Значи, permanent перманентно base, it's поставување на meaningless. бази, веројатно ќе оди во It's историја. a waste of money and time and doesn't give you an advantage. Значи, губење пари и време не дава никаква предност. Имаме околу 15 минути до крајот на емисијата и сакам да направиме едно резиме на се тоа. Почнавме со и ќе останеме и натаму, и ќе исследиме активностите и случувањата во Иран. Само да подсетување, бев чудо не виден дека Александар Македонски има претрпено пораз, дури зъбите си ги скршил, ги беа растурени се збор во битка во со персијанците. Ќе го искоментираме тоа, меѓутоа да надополнам на она како војните во едината ќе се водат. Не знам колку од гледачите знаат, обично војните во минатото се водеа помеѓу територии и држави кои што се граничат. Нели, фронтови имавме, па имавме ровови, па имавме конфликти кои што беа со 19 век со артилерија, со пешади и коњица, па потоа дојде морнарица, па потоа тешко оружје, артилерија, авиони и така натаму. А сега има војни кои што се возат меѓу држави кои што не граничат. Значи Израел и Иран се оддалечени меѓу себе 1500 километри или 600, меѓу нив е Ирак, Јордан, Саудиска Арабија. Значи се дофрлаат со бомби. Деде до кај отиде светот. Или дронови, или бомби, меѓусебно се ги подморници што без да има граница помеѓу нив. Каде што неретко се случува да падна некој проектил и да речеме во Јордан или во Ирак и така натаму. Меѓусебно војуваат со како со џојстик, Small countries and medium countries и малите и средни земји will fight with navies ќе се борат со морнарици and drones, missiles. и со дронови и со ракети. These are small, medium countries like Israel, like Iran, like Како малите и средни земји, како Израел, Иран и така натаму. big countries, superpowers, Големите земји, супер. will fight through the financial system. Преку финансискиот систем ќе Look, for example, China. Ајде да видиме Кина, например. China sold, Кина in продаде the past 5 years, во минатите 5 години sold $300 billion 300 милиарди долари of American bonds, American американски treasury bonds, харти од вредност. bonds, obveznici, Обврзници. Така, treasury bonds.
Why they're doing this? Зошто го прават тоа? Creates huge damage to United States За да наштетат на САД. because it raises the interest rates on Затоа bonds. што качува каматната стапка на тие. It's a war, И тоа е војна, but we don't think of it as a war. но не го гледаме како војна ние. They're Тоа се selling, случува they're buying позадина. what? Во банките се случува. But China is destroying the American ability to borrow money. Кина ја руши можноста на САД да да позајмува пари, Yeah, and it's- а тие се во неверојатни долги, колку беа 300 милиарди, а не 3000 милиарди долг. America? Американскиот долг? $40 trillion, 39 trillion. 39.000 милиарди долари, значи за гледачите. Трилиони. 1000 милиарди. Да. 12 нули. Така? 12. да. Е долгот на САД кон кој се постава прашање? Кој е доверителот? Нели? America can borrow infinitely Па со петродоларот секако ќе може. because they can print. Затоа што печати, така е. Затоа што е резервна have the валута printing. во светот. Затоа што се користи како Кажи ми, втора. Germany cannot borrow indefinitely Германија не може да позајмува because there is бескајно. ECB, the European Затоа Central што Bank. имаме Европска централна банка, That is така е, controlling the money кој supply. што контролира текот на парите. But America Америка can print и тоа има infinite amount право. of И си печатат штанца. и се купуваат влади со тоа, се купуваат проекти. За дедоларизацијата. За дедоларизацијата можеш ли нешто да ни кажеш? You want to? Едвајцет, можеш ти ќе заврши. Or if you want to. It's up to you. Вака, ако успее проектот БРИКС и ако успеат да најдат решение Бразил, Кина, Индија и Русија да меѓусебната трговија и размена оди во некакви валути кои што не се долар, кои што не се евро, да ја воведат таа заедничка компонента и валута, мислам дека има шанси да дојде до дедоларизација. Ако не, тешко. Не сум оптимист. Иако јас сум првиот кој што би сакал да види дедоларизација, затоа што со доларизацијата практично САД ја реализира својата политичка, економска и секаква друга хегемонија, и воена хегемонија. Затоа што ги печатат парите. Например, сигурно знаеш колку околу 100 милиарди долари добива Египет. Зошто Египет не прави циркус, не прави драма, не на неговата граница се случува Газа, се случува масакрот и геноцидот на палестинците. Зошто Јордан не прави драма, не прави циркус? Затоа што добиваат кеш од САД, стотини милиарди годишни, тие се тие печатените пари, тие паралелни пари, пари што се вртат низ светот, парите што ги користиме како резервна валута. И сега се повеќе јас се увезувам например како фирма, се обидувам увозот да го правам со евра, не сакам да го правам со долари, со доларите практично тие ставаат шепа на сите финансиски движења, а мерите, со тоа го владеат But in светот. euro, so now they are going to put chip in the euro to follow the euro where it's going. Значи, исто така треба да се следи. Сакам да кажам, и секој кој што може да придонесе да се дедоларизира светската економија и финансиски текови, ќе направи добро за светот и ќе направи добро за мултиполарниот свет. Значи, сега ни е униполарен, меѓутоа не е униполарен. I don't think so anymore. Не е, меѓутоа беше до пред известен број. I think they're losing И the, го губат the плотот, hegemony. да. Listen, the only reason the dollar is still supreme Единствениот причина зашто доларот is because historically during the 19th century, затоа што историски во 19-тиот век all the nations agreed сите држави се to договорија denominate contracts. да деноминираат In договори dollars. во долари. For example, all the oil contracts in the world, Сите договори за нафта во even светот, Iranian oil, и ирански нафта, Russian oil. руска нафта, is denominated in dollars. е деноминиран во долари, Во долари. односно се викаат тие Sorry? петродолари, така? Petrodollar. Така е, петродолари. So, and there's only one example. И само еден пример имаме тука. Same with the soybeans, Исто со сојата, например. soya. Same with the wheat and corn. Исто со пшеница и со пченка. About 60% of global trade 60% од светската is глобална denominated in dollars трговија се одвива во долари. because of historical precedent, not Затоа because of што any recent Е decision. историски прецедент, 150 years, 200 years. Пред 100 години, после фунтата, нели, фунтата имаше таа улога Yeah, во британската империја yes, на почетокот на exactly. 20 век. But even the United Kingdom in the 19th century accepted because in 1860, Но дури и кралството прифати во 1860 in година, 1860, exactly before the Civil War, пред граѓанската војна во САД, America became the biggest industrial economy in the world. Америка стана најголемата индустријска сила во светот. And then the world transitioned to И почна да го така го освојува. As far as payment
што се однесува systems. до системот за плаќање, Payment system. The dollar is not dominant. доларот не е It's a доминантен. mistake. Тоа е People грешка. think the dollar is dominant. It's Нету not вели dominant. доларот е доминантен. Because if you look at the euro, if you look at the yuan, еврото, јуанот, and you put them all together, ако ги споиме сите they are заедно, they're together much bigger than the dollar. тие се многу поголеми од доларот. But still, if you want to buy oil and you want to buy wheat, and you Ако have to pay сакаш да dollars, купиш нафта, пченица, пченка, and you have to go to the United States, give me dollars, give мора me да dollars. го правиш тоа во долари и бараш од САД да ти даде долари. Одиш So и чукаш. America has the single capacity in the world, the only nation with this capacity И Америка е единствената земја со тој капацитет во to светот demonetize you. што може да те демонетизира. They can demonetize you. They can tell you if you don't follow what we are telling you to Ако do, не го следиш она што ќе ти кажеме, we will not give you dollars. не ти даваме долари. And if you don't have dollars, Ако немаш you долари, cannot buy food, нека можеш да купиш you cannot храна, buy oil, нафта, because all the contracts are in dollars. затоа што ти договори се во долари. Ете тоа е таа хегемонија Yes. со која што шират Yes. и насилство, тоа е насилство и санкциите нормално. Ајде, Има идеме во тоа. финале со тоа што Трговски имаме санкции. 6 минути. Почнавме, рековме, со актуелните збидувања. Тоа е војната и се уште трае. До кога ќе трае, може само одно кратки одговор. Ние не сме Нострадамуси. Меѓутоа, тоа што го кажавме, никој не го спомна во нашата емисија. Спомнавме те каде ќе дојде до ваков метеж, ќе започне сте и да финишираме со тоа вртење грб на Западна Европа кон на Трамп и дали ќе биде прости ми Трамп за грешките што ги направивме. Дали ќе се покајат европјаните? Ти ќе финишираш. Да. Вака, треба да се направи радикален пресврат во политиката на Европската Унија. Напомнав на почетокот на емисијата дека она смешна фигура што е представник за надворешна политика кажа дека ќе остане санкциите против Русија, дека нема да набавуваат газ и нафта, што е пак самоубиствено. Не сум сигурен дека има некаква критична маса во европските држави, големите, клучните држави, Германија, Франција, Шпанија, Италија, кои што ќе некаква поинаква политика. Еве Шпанија се обидува да ги прави првите чекори на одбивање да го слуша големиот шеф или газда, или како што го нарече оној Марк, несрекниот Руте, како го викаме шефот на НАТО, Great Daddy го викаше, нели? Киндерперот на пратеници. You will never forgive him. Never forgive him. Нема. Се враќаме на таа приказна за пратениците, нели? All the time is mentioned. На Руте, нели, да. Знае Па зашто. тој Руте, Тој што нели, со таа намера. Трамп го нарече нашиот татко, нели? И идејата, значи, мислата ми беше, освен Шпанија, што покажува малку заби и сила, нема друга критична маса која што може да доведе до тоа да се отрне од прегратката на Америте, да кажеме доста. Ви благодариме за сета помош, ви благодариме за она што се случи по Втората светска војна, за Маршаловиот план, за тоа што ни извлековте од калата, за тоа што Европа беше целосно уништена, руинирана. Загина во Европа загина околу 40 или 45 милиони луѓе само, целосно изрушена континент. Американците ја издигнаа, ја вратија и сега е време да им благодариме и да им кажеме сакаме да одиме сами, сакаме да се свртиме кон исток. Непријателот не е на запад, непријателот не е на исток, не е во Москва. Непријателот на Европска Унија економски, финансиски е од другата страна на барата. Америка никогаш нема да сака да види силна Европа со Русија. Никогаш. Секогаш ќе имаат примедби, секогаш ќе се борат против тоа, затоа што односно меѓу Русија и Германија како најсилна европска економија, трета или четврта во светот, кога би бил некој храбар политичар, кој што би излегол со таков став, ги има во Германија структури и движења кои што се вртат кон исток, кои што не ја одобруваат ова вазалска политика, значи ги љубиме чизмите на, извинете на израз, на политичарите, на шефот, на другата страна што ти го сакаш многу, а тој уринира врз нас. Да бидам груп, значи кажано. Тоа што го прават европските сили. Јас го критикувам, го потребам како не. Европските сили тоа, европските не сили тука, европските држави тоа го прават. Ако се најде критична маса, има шанси нешто да се случи добро со Европа, ако не не сум оптимист дека ќе се подобри. All the time we say that only Europe refuse. It's not only Europe. Не е само Европа. Да. Yes. Japan also refused. И Јапан исто. South Korea refused. Јужна Кореја исто. It's not only Europe.
Не само Европа. there is a situation where the United States found itself all alone with Israel. Значи, дојде ситуација кога САД целосно сами останаа со Израел. That is not good geopolitically, Тоа геополитички не е добро, but it's also not good inside the United States, но не е добро исто така и во САД внатре. because many voters Затоа што многу гласови, begin to say гласачи почнуваат да that размислуваат Israel controls the United States. дека Израел ја контролира САД, па ја контролира And како него. so Donald Trump quickly Trump must Мора finish веднаш this war да ја заврши оваа војна and disconnect from Israel, и да се откачи од Израел. detach, Да се show откачи, distance. да покаже дистанца. The only way for him to do this Единствен начин да го направи is тоа commando operation for the uranium, е да направи командо операција за ураниумот and if the other countries agree to work with him, и ако се договорат другите земји conquer the coast. да соработуваат со него, да го блокира брегот. And if not, they don't agree to work with him. А ако не се сложат да I соработуваат, have the uranium. имам ураниум, Iran cannot be nuclear power. Иран не може да биде нуклеарна сила, Mission accomplished. мисијата е исполнета. Thank you, everyone. Bye bye. Благодарам на сите. А пред да ви се злодарам, почитувани светот, да, јас употребувам, го критикувам, го пишам таа фраза, ама вистината е. Доста е со баци рака, баци кондура. Бидејќи таков клиентелизам го имаме во нашата земја и видовте и гледате самите каде сме. Место да ги тргнеме, некои па немат шишки, келави се, како мене да речем, а меѓутоа има политичари што се тотално келави, немат чишки и не гледат. И натаму фрлаат чифтиња, а навистина се празни. Почитувани, убаво е да се дружите со посилните, помудрите, бидејќи ќе научите нешто. Сам не можете ни на вода, по вода да одите, простите на еден булгарен. Зато ни треба поддршка, друштво, единство со земји кои може да не бидат ветер у грб. Со оваква конституција, констелација на политички сили и ситуација во Македонија не можеме ни на вода сами да одиме. Избравме обвинител, очекуваме да ги фати сите криминалци, меѓутоа да му сакаме среќа. А тоа ќе се види во наредните 100 дена. Колку е можност и дали сме кохерентни сите. Од друга ситуација, светот повеќе не е ист, почитувани. Иран под притисок, но не е слаб. Израел силен, но со ризик. Америка калкулира. Европа се повлекува. Сојузништвата се распаѓаат, а ризикот од погрешна одлука расте. Историјата покажала дека најголемите војни започнуваат со грешка. Прашањето повеќе не е дали ќе има конфликт. Прашањето е кој ќе ја контролира. Ова беше гласот на народот, почитувани со гласот на Слободан Томич. Веќе сме пролет, ама немој да биде таа арапска скраја да или македонска пролет со погрешни почекори. Бидете живи здрави. Ти благодарам што беше гостин. Нека биде прашка пролета. Не зајаде, но како да е, се надам дека се надам таа прашка поред и тие се наши добри пријатели и Фицо и како се вика и Орбан, кои јас од се срце им посакувам успех. Да има повеќе како нив. Има повеќе како нив, ќе биде добро за Европа. Едноку вака слепи во навистина водат и натаму во чорстокак. Не се сите слепи, секоја чест на поединци кои дават се од себе, но и вие, почитувани, како нивни гласачи, дајте им поддршка. А поддршка давате и на вашите семејства. Живи здрави, еве, имавте уште една вечерна емисија, ја бев еден вистински домаќин и ме остави речи 70 минути, со вас од можните 20, се гледаме наредната недела. Пријатна вечер. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.